На што се заснуваат оптимистичките најави на дел од политичарите дека Македонија во јануари ќе добие датум за преговори со Европската Унија, додека официјална Софија и по промената на владата ги повторува своите забетонирани позиции кон Македонија, контроверзниот пратеник на Беса Кастриот Реџепи и првиот човек на дипломатијата Бујар Османи гаат надежи. Деновиве во пресрет на самитот на ЕУ, ниту зборот премиерот Заев и вице-премиерот за европски прашања Димитров, кој е македонскиот став во однос на бугарското прашање. Дел од познавачите критикуваат за лабави позиции на македонската надворешна политика и наместо да се изготват сериозни решенија, консултирајќи се со експерти, власта користи методи од ракав. Јасно дефинира својата позиција дека нема да дозволат проширување на Европската Унија со нашата земја, се додека ние не ги исполниме критериумите согласно нивните црвени линии во Собраниската декларација во Бугарскиот парламент, уште во 2018 година. И до ден денеска Бугарија како доследна држава принципијално се држи кон тие своји позиции. Таа не отстапува ниту за милиметар. Ние сме тие кои што одиме сега и молиме таму, а не треба да молиме. Треба ние да излеземе со конкретни предлози. Вие дадовте ваша патна карта, еве го македонскиот патоказ. Реџепи вчера информираше за испратениот документ со одговори на барањата од Бугарија, па заклучи дека сме биле блиску до целта, источниот сосед да ја тргне блокадата. На неговиот став му се придружи и Османи, кој верува дека најдоцна до јануари ќе почнеме со преговори. Првиот вице-премиер груби дециден. Одговорите до Бугарија биле во најконструктивна можна форма. За Ѓорчев овие изјави се дневно политички. Тоа го толкувам како дневна политика. Некако стратегија, некако еден внимателно одбран подход со чувство на мерка и допуштеност во изразот кон Република Бугарија, со почит кон таа земја и со темелни одредници што бараме ние во нашите односи, што сакаме да се разреши, што можеме, а што не можеме да дозволиме. Туку едноставно дневно политичка изјава која што има за цел на некој начин да обезбеди собраниско мнозинство и на тамошно функционирање на оваа влада. Во меѓувреме нема напредок во разговорите на македонските и бугарските историчари. Состанокот заврши без резултат, ама затоа специјалниот представник Бучковски во интервју за Софиски дневник изјави дека со Бугарија сме имале заедничка, а не споделена историја. Тој најави дека ќе се менуваат и учебници по историја, географија и литература, само за да се добие датум за преговори.